Вчера по долга борба со болеста во 71-та година од животот почина легендата на кочанското и македонското новинарство Киро Герасимов. Неговиот препознатлив глас и префината дикција со децении ги информираа граѓаните во државата како неприкосновен хроничар на настаните во неговото Кочани, регионот и пошироко. Работниот стаж го помина во македонската радиотелевизија како дописник на македонската телевизија, но неговите прилози и неговиот глас се слушаа и на македонското радио. Соработуваше и со Радио Кочани, подоцна и со телевизија Кочани, а се втемели и во првата приватна телевизија во регионот, трговско радиодифузно друштво Телевизија Кочани ЛД. Киро Герасимов паралелно со новинарството работеше и создаваше бројни авторски дела од повеќе жанрови, оставајќи зад себе исклучително богат и вреден поетски прозен и истражувачки опус. Автор е на збирки поезија, на монографии, на истражувачки прилози, на историографски дела од народната ослободителна борба, на текстови за народна и забавна музика. Пишува за театарската уметност, за спортот во Кочани, за новинарството, за истакнати личности од локалната средина, за успешни животни истории на луѓе и семејства. Поедини негови дела се преведени и препеани на словенечки и српски јазик, на полски. Добитника на наградата за новинарство на македонската радиотелевизија, на 7 септемвриската награда на Кочани, како и на голем број други награди и признанија за неговите дела и активности. Смртта го затекна како пензионер, кој до последниот ден од својот живот крадеше од денот и ноќта за да донапише некој текст, некоја реченица, некој стих. Ако некој го задолжил својот град со својата работа преку перото, микрофонот, камерата, тогаш тоа сигурно е Киро Герасимов. Во оваа прилика, како телевизија Кочани, предлагаме некоја улица или место во центарот на градот да го носи неговото име – Киро Герасимов. Вечна му слава. Само неколку часа откако прострои веста за смртта на Киро Герасимов меѓу кочанчани, за него рекоа: Прво да изразам сочувство до најблиските негови во Кочани, каде што ги има во нашата држава. Ова што можам за Киро да го кажам, јас го со него се работувал сигурно преку 30 години и знам дека се работи за еден исклучително вреден, трудолюбив човек кој го знаеше новинарството. Јас бих дорекол една легенда од овој наш крај. Мислам дека тој остави неизбришливи траги во секупниот живот на Кочани, како дописник на македонската телевизија, македонското радио од овој ваш убав град. Киро Герасимов заслужува и Кочани на некој начин да најде можност да му се одолжи сето тоа што тој го остави и во своето новинарство и во своите книги кои посвети на многу аспекти од животот, посебно од културата во градот на Оризот. Киро Герасимов беше и останува бард на кочанското и македонското новинарство. Човек кој целиот свој живот му го посвети на информирањето, но и на создавањето дела, односно на творештвото. Исклучително плоден човек, каков што ретко се раѓа и човек кој тешко дека ќе може да се повтори. Кочанчани ќе го паметат како исклучително позитивна личност која знаеше да одработи бесконечно и секогаш да биде во функција на професијата и на интересите на граѓаните. Сигурно дека замина прерано, бидејќи можеше и сакаше да направи и да создаде уште многу дела кои ќе остават длабока трага во новинарството, во издаваштвото, во публицистиката и секако човек кој со она што зад себе го остави им остава една непроценлива литература и едно сведоштво на новите генерации на Кочани, кои преку неговите дела ќе можат да ги следат сите оние процеси во развојот и растежот како на градот Кочани, така и на поширокиот регион. Неговиот препознатлив глас и неговата безпрекорна дикција се пример за многу новинари, пред се телевизиски и радионовинари, кои сигурно своите кариери ќе ги градат врз база на тоа што им го остави Киро Герасимов. Кога го заврши факултетот по новинарство, од 90-те години се врати во Кочани
и се знае. Прво со кого разговарав беше Киро Герасимов. Тој сакаше да помогне на сите, да ни ги каже состојбите какви се во градот Кочани, да не упати на кој начин треба да се работи. Тоа време постоеше во Кочани само Радио Кочани. Подоцна се направи 93 година телевизијата. Киро Герасимов беше искусен новинар и радио и телевизиски новинар. Пошто ќе биде запаметен? Киро Герасимов ќе биде запаметен по се што значи новинарство, по се што значи работа во медиуми. Значи, немаше област во која тој не работеше, немаше нешто за кое немаше познавање. Како што реков на почетокот, учевме од него, соработувавме многу. Има многу случаи и настани, но сега мислам дека не е време тоа да го зборуваме. Се надевам ќе направиме една поголема емисија, една поширока репортажа, затоа што за него има навистина доста да се зборува. Во овој момент можам само да речем нека почива во мир и вечна му слава. Значи Киро Герасимов е долгогодишен соработник на библиотека Искра од Кочани и како соработник и како член на литературниот клуб Копнеш. Она што го направи за и библиотеката и за Копнеш и за градот е со посебно внимание. Треба да се даде посебно почит, но она што го даде, неговото залагање во повеќе сегменти во општествениот живот, посебно на оној дел поврзано со културата, па би рекол и со и општествено-политички живот, значи заслужува посебно внимание. Жално е што остави одредени работи недовршени, што планираше да ги заврши во соработка со библиотеката, соработка со други соработници надвор од библиотеката. Оние проекти што веќе се пред печат ќе излезат, оние што планира да ги објави, веројатно ќе се смогне да бидат објавени. Јас би сакал само да кажам една работа, Бог да опрости. Животот е таков како што е. Животот треба да пожежи за останатите.